кога читаме Матеј 5 глава, наоѓаме стихови: вие сте сол на светот и вие сте светлина на светот. Исус овие зборови ги кажал кога? Кога го одржал оној познат, знаете, она позната голема беседа на Галилејското море. Не толку често, но сум зборувал во контекст на овие зборови и стихови. Многу почесто сум читал за овие стихови и многу сум слушал за овие стихови и оние кои што зборувале на оваа тема. Вие сте сол и вие сте видел, односно вие сте светлина на светот. Во главном, тоа се мисионски пораки, каде што е кажувано дека ние мораме да одиме, мораме да им зборуваме на луѓето, да ги осознаеме луѓето за спасението кое што ни е понудено на сите нас од страна на Бога. Но сватив нешто кога подлабоко ќе се влезе во овие така, да речам, едноставни текстови. Дека јас не можам туку така да постанам сол и светлина на светот. Затоа што ако само правам дека сум сол, само се правам дека сум сол и светлина, едноставно не оди. Имате ли искуство така? Што кажува вашето искуство? Тоа е исто како да сретнам некој човек и да ми каже: слушај, јас не сум во состојба да одам на моето работно место и да одржам, да ја завршам мојата работа таму. Одите, молам ти, направи го наместо мене тоа. Па јас го прашувам: а што треба да работам, што е твојата работа? Па јас не знам, таму ете некоја нуклеарна физика и така натаму. Па јас одам, па јас го прашувам: па како тоа, јас немам разбирање околу тоа. Па он ми вели: па така, знаете како направи некоја озбилна, сериозна фаца, па зборувај таму нешто и така ќе помине. Тоа е нешто слично кога јас би посакал да бидам сол и светлина на светот. Ние често ги злоупотребуваме овие стихови и ги вадиме од контекст и кажуваме: да, ние или вие морате да бидете сол, морате да бидете светлина на светот. И често од тука тоа се посочува, нели така? Но пред овие текстови постојат неколку други текстови и стихови кои представуваат една скала на која ние христијаните мораме да се искачиме. И кога ќе се искачиме, тогаш навистина ќе постанеме сол и светлина на светот. И тогаш можеме нешто да им пружиме на луѓето кои се во нашата околина. Исус почнува во 5 глава со 3 стих, кој кажува, од Матеј зборуваме: блажени се бедните во дух, зашто е нивно царството небесно. Блажени се бедните во дух. Многу пати сум размислувал на оваа тема, дури и сум поставувал прашања на таа тема: кои се сиромашните и бедните по дух? И сум слушнал многу одговори, а и многу чудни одговори. Еден од тие одговори е: некои ми кажале, па тоа се ментално заостанатите луѓе. Но постои еден проблем. Затоа што овде се кажува дека тие ќе го наследат Божјото царство. Јас не се сомнем во тоа дека тие би го наследиле Божјото царство. Но тогаш ќе бидат само тие. Нели така? Некои кажуваат, па и редат некои работи и објаснувања и така натаму. Апостол Павле
драги браќи и сестри. Зборувал дека постигнал многу нешто во животот. Завршил првен каде училиште? Кај Гамалаел. Бил член на Синедрионот, нели така? Бил фарисеи. Но кажува за Христа, што вика? Постанав ништо. Кога научив, кога сватив дека мојот христијански живот, во мојот христијански живот не можам ништо да додадам на она Христова жртва која Исус ја дал за мене на Голгота, и дека јас не можам да го заработам никако спасението, тогаш сватив дека во духот сум сиромашен, никој и ништо. Еден проповедник кажува во еден момент додека проповедал, кажува колку најмногу километри испешачил. И кажува тоа беше 57 километри. И тоа почнав да пешашам од 3 часот наутро до 11 часот навечер. И една бабичка на крајот таму го прекинала и кажува, не сакав да ве прекинам за време на додека зборувавте, ама јас кажува сум препешачила 100 километри. Па каде одевте, ја прашал, онака иронично, знаете, проповедникот. Па на Аджилак вика. И тој го прашува, зошто? Што нешто? Па за да Бог може да ми го опрости гревовите. Тоа значи дека јас морам да испешашам 100 километри по незината теологија, за да Господ ми ги опрости моите гревови. Се служуваме ли за ова? 100 километри ќе ги испешачиме одма. Во еден здив, ако е тоа. За нешто Бог да направи за мене, јас морам да испешачам 100 километри. И значи јас имам одредено богатство, препешачени 100 километри. Исус кажува, блажени се сиромашните по дух, кои сватиле дека не можат ништо, освен да го прифатат, да ја прифатат Христовата љубов и понудената милост од Него. Тие ке го наследат, вели, Царството Божие. Првиот чекор е тоа. Кој е вториот чекор? Блажени се оние кои тагуваат, кои плачат, зашто тие ќе бидат утешени. Сите ние се раѓаме со плачење. А и многумина од нас ќе заминат можеби со плачење. Не се зборува, не станува збор тука за тоа. Не се зборува тука за детето кога ќе падне, кога ќе се исплаши и ќе се почувствува само па почнува да плаче. Кога го чувствувам теретот од своите гревови, драги браќи и сестри, и чувствувам дека гревовите ме одвојуваат од Христа, и доаѓам со некоја горчина и кажувам, Господе, има ли за мене спас? Може ли за мене нешто да се направи? Исус овде кажува, блажени се оние кои плачат, зашто ќе бидат утешени. Солзите може би уште ни се тука, но веќе блеска од радост тој човек. Исус Христос, кога го почнал својот говор овде на гората, тој не ги изговорил случајно овие зборови, драги браќи и сестри. Кога ќе го погледнеме редоследот на блаженствата, ќе видиме дека тоа не е случаен редослед. Ние не можеме да почнеме од петото блаженство, драги браќи и сестри. Ние не можеме да почнеме од 8-то блаженство. Каде што пишува, блажени се оние кои ќе ве навредуваат и гонат поради мене и поради вистината. Не можеме од тоа блаженство да почнеме. И кажуваме, јас ќе поднесам дури и прогонство, ако треба. До кога? До кога, драги браќи и сестри? Кога нешто ќе не преболи.
Нели така? Но кога тоа е на 8-то место, тогаш сосема поразлично ќе функционираат работите во мојот и твојот живот. Исус Христос кажува: кога си сватил дека си сиромашен во духот, кога си можел со горчина и со плачење да дојдеш кај Господа, може ли тој нешто да стори за тебе тогаш? Во 5-тиот стих пишува: блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. Тоа е третото блаженство. Благо на кротките, вели. Исус кажува: научете се од мене, зашто јас сум смирен и кроток во духот. Дека сум понизен. Тоа е нешто што можеме од него да го земеме и да го научиме, драги браќи и сестри, и да го примеме. И сега, она што е за мене многу интересно, кога сватив дека јас сум никој и ништо. Да така кажем. Кога плачејќи дојдов кај Господа, првата работа која ќе се појави во мојата душа, што е? Христојот карактер. Тоа е можеби само еден мал дел од неговиот карактер, но сум тргнал по некоја цел. Да одам до некоја цел. Понизноста, Христовиот карактер доаѓа како трет чекор, драги браќи и сестри. Исус кажува: ако си дошол кај мене, плачејќи затоа што си сватил дека си никој и ништо, тогаш ќе успеам нешто да направам со твојот живот. И ќе се појави Христојот карактер, како што реков, можеби како една ронка, само во мојот живот. И потоа доаѓа следниот чекор. Блажени се кои гладуваат и жеднуваат за што? За правда. Зашто тие, што пишува? Ке се наситат. Многу пати, мисли има случајно кога ќе отидам негде на гости, кога ќе стават вака храна на масата, па сумничев малку како е храната, што е, дали е добра, па така малку ќе земам од храна, па кога ќе ја пробам, па кога ќе го осетам оној, знаете, сочен вкус, убаво нешто во мојата уста, и тогаш, знаете, велам, може ли уште малку да си ставам од ова храна? Толку многу ме бендисува. Исус зборува за нешто слично. Блажени се оние кои се жедни и гладни. Затоа што кога го пробав Христовиот карактер, а можев да го пробам затоа што дојдов кај него плачејќи, затоа што не сум достоен, сум сватил дека сум никој и ништо. Исус кажува: оние кои се гладни и жедни за правда или за вистината, тие ќе се наситат. Тој ќе додаде и ќе ги задоволи нашите потреби онаму каде што ние не можеме веќе. Драги браќи и сестри, Исус Христос, како што реков, не случајно го користел овој редослед, како што можеме да читаме овде во Матеј во 5-та глава. Кога кажува кои се жедни и гладни за правда или за вистина. Вие знаете дека во Библијата има неколку дефиниции за вистината. Знаеме ли некој од нив? Исус кажува: јас сум патот, вистината и животот. Јован што кажува во 17 глава? Дека ги посветив со вистина, а речта е твоја вистина. 119 псалам кажува: законот твој е вистина. А кога станува збор за правдата, Исус Христос, кога дошол да се крсти онаму кај Јован Крстителот, што кажува Јован? Па не сум, што треба? Ти мене треба да ме крштеваш, а не јас тебе. Тогаш Исус кажува: дозволи така, треба да се исполни секоја правда.
Значи неколку дефиниции за вистината и за правдата. Што тие се однесуваат на вистината и правдата? Самиот Исус Христос е вика вистина, неговата реч е вистина, неговиот закон е вистина и договорот со него или крштевањето е вистина. И без тоа кажува, не постои вечен живот, не постои спасение. Ако сум жеден и гладен за таа вистина и таа правда, тој ќе ми даде. И сега кога го гледаме тој редослед, мислам дека првите 4 кои што ги поминавме, се на некој начин на човечката природа и се најтешки. Зошто? Затоа што мојата природа, драги браќи и сестри, се буни против тоа. Јас не знам како вие стоите, но јас така стојам. Мојата човечка природа се буни против овие 4 работи кои што ги наведовме, овие 4 блаженства. Но јас морам секој ден да се борам со моето его. Не знам како е со вас. Па кога детето ќе се роди, има 4 килограми, 3,5 килограми е его. Јас така кажам во него. Па кога детето ќе се роди, знаете, барем јас така го доживувам. И постојано се обидува и сака да избие на површината, независно во која фаза на Христовиот раст се наоѓаме. Како што рекол Лутер, кога човекот ќе се крсти. Еве, за неја сега ќе биде наредната сабота крштевањето. Лутер кажал, кога човекот ќе се крсти, тогаш во водата влегува стариот човек. А излегува од водата кој? Новиот човек. И потоа додава, но чувајте се. Стариот човек е добар пливач. Па често испливува на површината. Тоа е она моје его. Или твое его. Па затоа поработи на тоа, мисли на тоа, секој да ти биде тоа во мислите. Никако не можам да победам. Се трудам, а никако не можам да победам. Исус кажува, ако си сватил дека можеш ако можеш тоа, и ако плачејќи си дошол кај мене, и си го вкусил мојот карактер, ќе бидеш жеден и гладен. И ти секој ден ќе земаш од тоа што ќе ти дадам јас. А тоа е благословот, кој јас ти го давам секој ден. Тоа е единствениот пат до победата. И тука стигнавме на пола пат. Кога го гледаме тој редослед. Следните чекори се автоматски или природни, драги браќи и сестри. Природна последица на она што сега го правиме. Затоа не можеме да почнеме со следниот чекор. Не можеме од почеток да почнеме со следниот или петиот чекор. Да кажеме, Исус кажува, блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Да ги прескокнеме овие 4, почнуваме ние милостиви да си бидиме спрема луѓето и така натаму. Не е тоа да му дадам јас на просек од 50 или 100 денари. Или на оној бескучник да му однесам сендвич, да ја задоволи неговата глад. Не. Тоа е милост, но ова е нешто друго. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Гледаме дека тука станува збор за што? За што, драги браќи и сестри? За простувањето. Безусловното простување. Може да ви кажам дека најголемиот проблем во животот на христијаните и на нехристијаните е безусловното простување. Тоа уствари Христос го направил и го прави за нас. Јас сум спремен да ви простам, вели Исус. Јас сум спремен да ве прифатам. Дали и ти си спремен, брате и сестро? Се поставува прашањето. Дали сме спремни и ние со иста таква мера да им простуваме на луѓето околу нас?
Колку, драги браќи и сестри, односно правило небесно, правило е тоа, колку нас не е простено, толку и ние ќе бидеме во состојба да опростиме. Тоа е небесно правило. Не можеме ни повеќе ни помалку. Брат Тоше, колку те тебе простено од Бога? Како? Колку треба да проштеваш? Брат Томе, колку не е простено од Бога? Па колку треба да... Каква количина на греф ни опростил, драги браќи и сестри, Бог? Каква количина? Огромна. Со зборови не можеме да го искажеме. Колку? Па зошто ние сте шкрти во проштување? Зошто? Не затоа што не можеме, затоа што одиме на петиот чекор. А додека да стигнеме до петиот чекор, ни треба да исполниме уште 4 други. Ние одиме со наша сила, па ајде да простувам. Пазите, тоа е едно небесно правило, кога ќе погледнеме во молитвата Оче наш. Најтешкиот дел од молитвата е опростини ги долговите наши. И сега, ако има тука точка, тогаш многу полесно ќе поминем, нели? Но, текстот продолжува понатаму. Но Исус продолжува. Како што ние им простуваме на нашите должници. Значи, така простувај ни, Господи, како што ние им простуваме на другите. И да видиме колку е тоа важно. Во молитвата постојат 7 различни молби и тој се враќа само на ова. Кога читаме во 6 глава од Матеј 13 и 14 стих, ние наоѓаме каде Исус кажува: ако вие простувате, пазете, што вика? И вас ќе ви се опрости. Ако Тоше не простуваш ти, сурово небесно правило. Гледајќи од човечка гледна точка. Гледајќи од необратен човек. Затоа што ако не простуваме, секој си знае, ако не простуваме, ние сме необратени луѓе. Дали си спремен тоа да го прифатиш, драги брати и сестри? Ако си го прифатил Христа, тогаш не е проблем простувањето. Кога си свесен колкава количина на греф ти е опростена тебе. И токму поради тоа, голем дел од луѓето имаат проблем со простувањето. Не може да опростат на никој. Не може да заборават. Зошто? Зошто? Затоа што ова е петиот чекор. И од тука сака да почне. И кажува: жал ми е, не можам. И колку пати сум разговарал со луѓето. Му течат солзи, имам и така гледано пример. Му течат солзите и кажува: не можам да заборавам и не можам да опростам. Што е тоа нешто што те држи, брати и сестри, и што го држи тој, што го каже од тие зборови? Не можам да заборавам, не можам да прифатам. Зошто? Затоа што му недостасуваат првите 4 чекори. Читајте Матеј 5 глава. Обиди се, драги брати и сестро, од првиот, вториот, третиот чекор и тргни и ќе видиме. Ќе видиме како проблем по проблем почнува да се лачи. Зашто љубовта може да направи се. Така не. Ми имаат прашано, па зошто не постои, пример во блажени се оние кои имаат љубов во себе. Зошто такво блаженство нема? Затоа што во било кој чекор љубовта е присутна. Кога ќе погледнете 13 глава од Коринтијаните, можеме да ги поделиме, да ја поделиме на 2 групи. Еве за домашна задача нека биде ова.
направете една група што прави љубовта и друга група што љубовта не прави. И тогаш анализирајте се малку себе си. Или таму каде што пишува љубовта долго трпи, љубовта се простува, љубовта е милостива, ставете го вашето име. Па ќе видите. Дали тоа е можно или не е можно. Признајте си пред себе и пред Бога. Ако не е можно, тогаш овде е проблем. Тука е проблем, што го читавме. Во Матеј 5:3, па 4 стих, па 5, па 6 и така натаму. И сега пазете. Исус кажува, значи, блажени се милостивите, зашто ќе бидат помилувани. А следниот чекор кој е? Што кажува? Блажени се, кои? Чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Што тоа значи да си со чисто срце? Што тоа значи? Верувам дека не мислите на кардиологија, знаете, со овие современи методи за чистење на срцето, на крвните садови, брат Томе беше етена, не мислиме на тоа сигурно. Кога го читаме 51-иот псалом, го наоѓаме следното, кога псалмистот кажува, после оној страшен греф кој што го направил со Вицавеа. Кажува, Боже, што кажува? Создај ми чисто срце. Што тоа значи? Што тоа значи? Тоа значи, опрости ми го тоа што го сторив. Ослободи ме од тој греф, испразни ме. Сега внимавајте, каде Исус го ставил простувањето? Небесното простување. Кога јас сум спремен да му простам на некој, кога јас можам да бидам милостив за некој, тогаш тој може да ми опрости мене. А јас можев да бидам милостив токму поради тоа што бев жеден и гладен за правда, затоа што го вкусив Христовиот карактер, понизноста и кротоста, а тоа можев да го направам затоа што плачејќи дојдов кај Господа, затоа што сватив дека сум никој и ништо. Тогаш ќе ми се опрости. Тоа е поврзано едно со друго, драги браќи и сестри, не можеме да го одвоиме едно од друго, тоа е интегрално. Не можеме да го извадиме од контекст. Исус кажува, блажени се оние со чисто срце. Блажени се, со еден збор, се оние кои гревот, на кој гревот им е опростен. Многу е тешко да се размислува за тоа како Бог може да ни ги опростува гревовите. Ама она што јас го направив, Бог не може да ми го опрости. Толку страшни гревови направив. Зошто? Ако Он кажува, дојдете сите вие, кои сте уморни и натоварени со својот терет, дојдете кај мене, јас ќе во ослободам, ти не можеш. Добро, точно е, не можеш. Многу пати луѓето кажуваат, па како сега да одам во црквата, па јас не сум лицемер, да одам целиот грешен за никаден, па да одам во црква таму да се појавувам. Толку сум грешен. Знаете што се направив? Па ми имат луѓе кажано искрено, кажано што се и стварно за никаде не работи. Знаете ли што се направив, колку сум грешен, што барам јас во црква таму? Знаеш што се направив и не можам да се ичистам и Господ не може да го ичисти тој греф од мене во мојот живот. Знаете ли тоа на што личи? Како, например, имаме запаление на слепото црево. И страшно ме боли.
И не знам што да правам. И не можам сега но не можам кај лекарот. Па што ќе каже лекарот, како јас изгледам, па сега целиот во болка, во грчеви и така натаму. Ќе почекам првен да помине болката, па после ќе отидам на лекар. Така ли ќе постапиме? Што ќе стане тогаш, драги браќи и сестри? Што ќе стане? Јас ќе умрам. Кога ќе го почувствував теретот на гревот, оди кај Исус. Тој е единствениот кој може нешто да стори во твојот живот. И тогаш Исус оди понатаму и кажува: блажени се, кој е наредното? Миротворците, оние кои мир градат. Сеедно дали ја гледаме фамилијата како заедница, сеедно дали го гледаме работното место, онаму каде што работиме како заедница, или ја гледаме црквата како заедница, можам да правам јас две работи. Или да градам мир, или да градам немир. И овде Исус кажува: блажени се оние кои мир градат. И сега пазете, кога ќе можам да градам мир јас? Јас не можам да дојдам како миротворец. Одеднаш ми текна мој миротворец, јас идам и мир градам. Знаете, нажалост, читаме како на крајот од тие, тоа нас не е поблиско, од тие балкански војни, и доаѓаат миротворци, нели така? И во нашата држава имавме, кои памтат сега. И доаѓаат миротворци, па цела надеж ја вложуваме во нив, нели така? По они кои ќе дојдат, па знаете како, ние ќе бидеме добри, ќе заврши крвопролевањето, но што? Мразењето и понатаму останува. Тие застануваат со пушка и кажуваат: нека има мир. И сега што кажуваат другите? Па добро, тогаш ќе бидеме добри. До кога? Додека пушката е свртена кон нас. Кога ќе се тргне пушката, си продолжуваме од каде што не почна. Јас не можам мир да градам се додека не сум ја поминал претходната скала. Тоа ќе биде природна последица на мојата душа, кога сум сватил дека Бог ми опростил, кога сум сватил дека сум спремен да им опростувам на другите, затоа што сум вкусил, бев жеден и гладен, за вистина, за правда, затоа што го вкусив карактерот Христов, понизноста и кротоста. За мене тоа е толку длабоко, драги браќи и сестри, и размислувам многу пати на тоа. Не само теолошки сега, ајде да видам како можам тоа да го склопам, па да го проповедам, да го кажам на луѓето. Туку се обидувам себе си да се анализирам во последно време. Каде се наоѓам? Дали сум спремен да одам до горе, до 8-та скала? Дали сум спремен да направам нешто за некој? Затоа што кажува овде: блажени се миротворците. И се поставува прашање: дали јас градам мир во моето семејство? Сестра Јасмина, дали ти градеш мир со комшиите? Дали, прашање до сите, дали ние градиме мир со црквата во која што доаѓаме? Дали градам мир или некој можеби си оди дома со немир во душата? Затоа што можеби нешто сум му рекол, нешто што сум сторил. Е сега, доаѓаме до последното, каде што Исус кажува: блажени се, што кажува последното? Прогонетите заради правда. Блажени се прогонетите заради правда. Зашто е нивно Царството небесно.
Блажени се прогонетите. Не поради своите глупости, драги браќи и сестри. Не поради својата тврдоглавост. Не зборува тука за тоа. Туку затоа што ја следеле вистината, правдата. Дали тоа значи дека за христијанинот нема правда? Што мислите? Не. Апостол Павле, кога евреите го фатиле, добил чотек или тепање. И он кажува, фала ти Боже што можев да сторам за Исуса Христа, тоа да го сторам за Исуса Христа. Но кога римјаните го фатиле и го врзале на она маса повторно да го тепаат, што кажува Павле? Стоп. Немате право. Јас имам, би кажале денес, шенгенско државјанство, римско државјанство, вели Павле. Немате право. И се кажува дека оној капетан се уплашил и кажува, пуштете го бргу таму на задната врата да излези и да немаме проблеми веќе со тоа. А Павле што кажува? Не. Како што јавно пред народот ме внесивте тука, така јавно и не на задната врата, туку на главната врата јавно ќе ме пуштите да одам пред народ. Го бара своето право кога многумина или луѓето не знаеле за своите права во Римското царство. Значи да бидеш христијанин не значи да мора да барам тепање. Да морам да барам со сила прогонство или навреди. Не. Не значи дека ќе барам прогонство. Но ако случајно поради Христа морам да поднесувам, тој Исус кажува, радувајте се тогаш и веселете се, зашто е голема вашата плата на небесата, затоа што така ги прогонуваа и пророците пред вас. И кога Исус оде овака, од првата до 8-та скала, кажува, ако сте ги поминале овие 8 скали, тогаш вие сте сол и светлина на светот. Тогаш се вие видело и сол на светот. И кога така гледаме на тие стихови, доаѓаме до заклучок. Па чекај, дали е тоа можно? Можно ли јас да ги изодам овие? Ова е нешто највеличествено, драги браќи и сестри, кога ќе помислиме малку подлабоко. Што може да се случи во мојот живот? Дали е тоа можно да одам по тие скали? Да пробаме, драги браќи и сестри. Пробајте. Библијата никогаш не бара од нас нешто што не можеме да го направиме. Бог никогаш не дава задача, ако при тоа со тоа не ни даде и сила да ја решиме таа задача. Бог никогаш не захтева нешто за кое што не е спремен да ни помогне. И уште нешто, Исус Христос кога дошол на оваа земја, тој дошол токму за тоа да ни го покаже тој пат. Тој одел по тој пат. Тоа е исто ако гледаме скијање. Знаете, пред на она скокалница да скокаат над праверувачите или по оној стек на стазата да се спушта. Првен кој оде? Првен ја испробува не надпреварувач, ја испробува стазата. Оној кој што има искуство и кој што некојаш бил, можеби и прв на светско првенство или на олимпијада. И тогаш кога ќе ја помине стазата, на крајот кога ќе стигне, тогаш ќе каже, јас ја отворив стазата, односно ја пробив, можете сега и вие надпреварувачите. Тоа уствари Исус го направил и за нас. Тој дошол на оваа земја и прв поминал
без грев. И кажува, можете по мене и следете ме. Бидете светлина, бидете сол, драги браќи и сестри. Можам да постанам видело и можам да постанам сол, но ако не одам понатаму по овие скали, можам да се угасам. И како што пишува, можам да облутавам како сол. И ако солта облутави, што кажува? Знаеме сите. Ако станува за светлината, може ли да се сокрие град на планината? Дали светиш како видело, драги брати и сестро? Дали им служиш како зачин на луѓето кои се во твоето обкружување? Исус Христос, кога ги изговорил овие зборови, точно го видел твојот и мојот живот. Точно ги видел твоите и моите потреби. И не само потребите. Точно ја видел и твојата и мојата борба. И токму поради тоа ги нацртал тие скали, тие столбови на љубовта. И он кажува, ако тргнеш по тие скали, тоа е многу тешко. Тоа е многу тешко, како што реков. Нашата природа се спротивставува. Но Исус кажува, ако одиш по овој пат, на почетокот може би ќе плачеш. Како и јас, и како многумина од вас некои кои што плачеле на почеток. Може би на почетокот ќе плачеш. Ќе мораш да се победиш себе си, затоа што ќе мораш да им простуваш на другите. А тоа не е лесно. Колку пати ќе мораш да бидеш прогонет поради вистината. Не мислам сега на она дословно прогонство. Иако се уште има во светот, во некои краеви на светот, каде што луѓето на вистина се прогонувани заради Христа. Животот им е во опасност заради Христа. Тука можеш да бидеш исмејуван, навредуван заради Христа. На работата може би ќе кажат, па ти си ненормален. Во денешно време да веруваш во овие работи кои што биле кажани пред 2000-3000 години. Па ти си луд. Но Исус кажува, ако одиш по тој пат, ќе бидеш сол на земјата, ќе бидеш светлина на светот. И тоа е најважната и најголемата и највеличествената задача која што Бог ни ја дал на нас, луѓето, неговите следбеници. Ние не треба да ја одбраниме неговата вистина. Не е тоа наша работа. Ние треба неговиот карактер да им го покажеме на луѓето. Тога си сол и тога си светлина. Јас извршив некои тајни анкети, драги браќи и сестри, меѓу христијаните, за тоа што најмногу сакаат да разговараат христијаните. И еве кој е мојот впечаток. Открив некои работи. Често мислиме, бидејќи сме христијани или адвентисти, и добро ја познаваме Библијата, Божјата реч, и тогаш докажуваме дека сме во право. И знаете што кажуваме? Пријателе мој, подај ми ја твојата Библија. Еве, гледај, и тука, и во твојата исто пишува. Види ли дека сум во право јас? И јас сум ја добил борбата, но што? Сум го изгубил пријател. И јас не сум сол. Јас не сум светлина. Јас сум видело кое не свети. Јас сум прегорена сијалица. А прегорена сијалица, зошто не? Користи ли на некој? Има некој дома прегорени сијалици. Иако има, може би е затоа што ги заборавил. Не ли така? Не ги фрели. На кој му вреди и на кој му е од полза да бидеш прегорена сијалица, видело кое не свети? Исус кога зборувал дека сме сол и дека сме видело, тој уствари рекол: бидете мои представници на оваа земја. Покажете ја таа љубов која што јас ви ја покажав на сите вас. А таа љубов што? Била спремна да се жртвува,
Била спремна да опростува. Била спремна да го даде и својот живот за сите нас. Исус во Јован 17 глава, кога зборува за љубовта, кажува: светот ќе ве познае дека сте мои следбеници. Што кажува? Ако се љубите меѓу себе. Светот ќе ве познае дека сте мои следбеници ако си простувате помеѓу себе. И еден на друг. Ако мир градете како што пишува овде, ако имате мир во душата затоа што се сигурни дека Бог ви опростил, тогаш светот ќе види дека сте мои. И тогаш на вистина ќе бидете сол и светлина. И јас мислам дека најубавиот предизвик за нас ќе биде на луѓето да им го представиме Христовиот карактер, неговата љубов, неговата доброта, затоа што тој е единствениот кој тоа го заслужува. Амин.